Добар ден и добре дојдовте во новата контактна трибина Бумбар на телевизија Нова. Од денес па натаму во овој термин, 18 часот, во времетрајање од 40 на минути. Вие, граѓаните, давате оценка и проценка на сето она што ни се случува, не обкружува во нашето секојдневие и сметаме дека е важно за нашето живење. На располагање ќе имате две теми кои што ќе бидат на дневен ред, за нив ќе се дискутира, ќе ги оценувате, ќе им давате или бел или црн бумбар, во зависност од тоа како вие гледате на нив. 240-2005 и 240-2002 со префикс 02 се телефоните на кои што ќе можеме да се слушнеме. Исто така, на располагање ќе ни стои и Facebook страницата на телевизија Нова, Твитерот на телевизија Нова, но и Skype јавувања, Skype комуникација ќе биде овозможена. За тоа да го сторите ќе треба на Facebook профилот на ТВ Нова да ни го пратите вашиот Skype ник, Skype име, а потоа ние ќе ве побараме. Темите за кои што ќе дискутираме се следните. Прифаќањето на албанската платформа би било велепредавство, порача интелектуалците од македонскиот манифест. Велат, ние сме против каква било измена на грбот, македонската химна и другите национални символи, кои се идентитетски белези во кои е складирана историската меморија на македонскиот народ. Барањето за нивна промена, нагласено и во албанската платформа, представува геноциден акт, подкопување и укинување на автентичниот македонски архетип. Од Македонски манифест ги повикаа македонските партии да се обединат за достоинствена и енергична одбрана на македонскиот и државен суверенитет, но бараат и преиспитување на Охридскиот рамковен договор. Размислувајте веќе на првата тема, а на располагање ви стои и уште една тема. Американскиот конгресмен Трент Франкс упати критики до Американската амбасада во Македонија. Се уште нема објаснување на повиците од Конгресот и Сенатот за сомнителното финансирање на американската мисија на организации поврзани со Џорџ Сорос, вели тој. Ние веќе презедовме мерки за средствата, кога веќе не можеме да бидеме сигурни дека истите одат на вистинско место и се од помош за Македонија. Ние нема да финансираме бунт и лоши работи на улиците, кои им штетат на македонските граѓани. Ние сакаме да бидеме сигурни дека помошта која ја нудиме, без оглед дали е финансиска или дипломатска, им помага на граѓаните на Македонија да живеат слободно и да ги уживаат своите права, вели конгресменот Франкс. Тоа се двете теми за кои што вечерва дискутираме. Уште еднаш ќе ги повторам телефоните 02-240-2005 и 02-240-2002. На располагање ќе ви стои по една минута и секако, како што кажав, на располагање ни стојат и социјалните мрежи за ваши коментари. Дали веќе се одлучивте и дали го имаме првиот гледач на линија? Ќе кажам ало и добро вечер. Добро вечер, Тања. Малку слабо се слушаме. Јас ич не ве слушам. Вака, мене ќе можете да ме слушнете во вашиот ТВ приемник? Исклучено е. Дали е сега во ред? Вака, добро вечер и добро ни дојде. Вака, јас ќе морам малку посилно да ве слушнам, малку имаме проблем со тонот. Сега дали се слушаме? Ја вас ве слушам, не знам вие Добро, мене сега е дали. подобро. Кој ни се јавува? Вака, Тања, добро вечер. Се убаво, со среќа нека емисијата да ни биде вака весела како вие што сте весела. Благодарам. И им честитам на ТВ Нова, значи прекрасна телевизија. Од садање до вечер ја гледам до полноќ. Значи, се јавува господја Нада Андова од општината Аеродром, од Скопје. Господја Нада. И чест ми е што прва се јави во оваа емисија. Така, имавте честа да бидете нашиот прв гледач во Бумбар на телевизија Нова. Така. Да ве прашам, господја Нада, дали се одлучивте? Кој е според вас настанот на денот? Настанот на денот е па и едниот и другиот, меѓутоа еве да кажам за велепредавството. Добро. Дали се согласувате дека е тоа велепредавство? Да, велепредавство е, албанската платформа е велепредавство, потикната од председателот на СДСМ, не сакам името да му го спомнам, значи успеа
да им даде повод на албанците и сега не знае што да прави јадниот, меѓутоа ни направи толку голем проблем на државата, таква тортура ни направи на граѓаните на Македонија. Не знам дали некогаш тој човек и неговото потомство ќе му опростат. Дали некој, не знам, јас не можам да го разберам тој. Еден ден зборува едно, другиот ден друго. Значи таква тортура ни направи на Македонија. Им честитам на овие на интелектуалците од Македонскиот манифест. Да, им честитам, ги Чие мислење го делите? И само напред, ние граѓаните сме заедно со нив. Многу ви благодарам и давам, нели, како се јас... Бел бумбар ќе биде тоа. Првиот бумбар во бумбар на ТВ Нова е со бела боја од госпоѓа Нада Андова од Аеродром, како што кажата. Ви благодарам, госпоѓа Андова, за јавувањето. Знаете, од 18 часот секој ден на телевизија Нова можете веќе утре повторно да ни се јавите, а вашиот глас е веќе прибележан. Македонски манифест вели албанската платформа е веле предавство. Конгресменот Франкс пак упати критики до американската амбасада, вели се уште ги чекаме одговорите околу финансирање на организациите поврзани со Сорос. Каков бумбар давате, кој е настанот на денот, ќе го прашам нашиот втор гледач. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? 240-2005, 240-2002, 02 е предзнакот доколку се јавувате надвор од Скопје или од мобилен телефон. Секако можете да коментирате и на нашата Facebook страница, на страницата на телевизија Нова. На Твитерот вашите коментари ќе бидат прочитани. Ќе можеме да подискутираме и на вашиот коментар. Добар ден. Добар ден. Со кого имам чест? Па еве со еден албанец. Повелете, господине. Гледач на ТВ Нова, зашто се одлучивте? Па, ова веле предавство, велите. Зашто веле предавство? Малку ќе ве замолам погласно да биде сето тоа? Викам, зашто веле предавство? Зашто толку трагично го сваќате тоа јазикот во Република Македонија? Дајте видете точно што се опфаќа тоа двојазичноста и по устав, и по статут, и по закон, и по било како. Оти стварно гледачите не само на оваа телевизија, на ТВ Нова, него и на другите, стварно не ја разбира таа платформа. Како вие ја разбирате таа поента на албанската платформа? Еве објаснете ни ја. Па, ја како ја разбирам, значи, не е толку болна точка да се зборува. Оти ја, например, на суд, која одам, ме прашуваат судијата, ви треба тумач, не ми треба. Значи, не е толку опасно, зашто толку трагично го сваќате и вие новинарите, па и правниците, па и посебно гледачите. Тоа не е само на СДСМ, тоа го прифатиле и ВМРО, ДПМН го прифатиле, само партиите не го прифатиле ова да се продолжи договорот на Катица Јанева. Да се разбереме, јазикот најмал проблем е во Република Македонија. Велите партиите тоа го прифатиле. Од каде го знаете тоа? Се го прифатиле партиите. Сигурно дека ќе го прифатат, зашто да не го прифатат? Ама не го прифатил само Зоран Заев, го прифатил и Никола Груевски, ВМРО ДПМН не го прифатил. Само ВМРО ДПМН не се согласиле со продолжување на мандат на Катица Јанева. Чиј став е тоа? На ВМРО ДПМН. Не, таков официјален став бидејќи немало, затоа ве прашувам. Како нема, значи другите медиуми лажни информации дават. Добро, ви благодарам многу за јавувањето. Ајде, пријатно. Поздрав, колку што ве разбрав, само ќе ве замолам сите кои што се јавувате, ова ќе биде еден црн бумбар за македонскиот манифест. Не сакам јас боја да им давам на бумбарите кои што ги давате. Јасно пише од вашето јавување, но еве ќе инсистирам на тоа да кажете бел бумбар, црн бумбар и така натаму. Продолжуваме понатаму 240-2005, 240-2002 со префикс 02. Кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден. Со кого имам чест? Чест има што всичките мите што се јавуваше едно време. Носител. Така, сега се јавувате во бумбар на телевизија Нова. Повторно, значи се слушаме. Да, пак ќе се слушаме, Тања. Баш ми е драго. Е така.
и многу си разобавена повеќе. Ви благодарам многу за комплиментот. Така е. Ви благодарам. Таня, да ти кажам нешто. Зашто се одлучивте? Првиот предлог за мене Белбомбар би требало да биде. Албанската платформа веле предавство, велат од македонскиот манифест. Се согласувате ли? Оригинал веле предавство. Значи Белбомбар. Добро. Големо предавство. Е така. Значи Тања, тај претходно гледачо беше многу е грешки. Албанците може би не сакат, ама некои негативни партии, тие партии, некој еден човек имаше, кажува дека имало команданти, добри албански полковници, генерали, имаше, ама тие беа од партизанско потекло. А тие сега, албанските партии, тие се од балистичко потекло. Значи не може фашист балисти има такви како комитети на ивачки групи. Тоа не требаше да се дозволи. Како така? Тие работи не требаше у независна Македонија такви работи да се случат. Никој да се регистрира такви работи. Од македонскиот може да ве прекратам само секунда. Од македонскиот манифест побара преиспитување на рамковниот договор. Што велите вие за тоа? Обавезно. Рамковниот договор е на сила направен рамковниот договор. Со странски сили не е изнуден, него на силички начин направен. Никој од што вие македонците и од ДЗС и од ВМРО не кандиса, ама се изврши притиск. Солана изврши притиск. Фино се сеќавам кога се случуваше рамковниот договор. Добро се сеќавам на спиката пред телевизор гледам. Значи рамковниот договор беше на сила на македонските партии се изврши и на СДСМ и на ВМРО ДПМН се изврши на сила да подпишат. И председателот, и Љупчо Георгиевски, и Борис Трајковски, и Бранко Селиш во тоа време не оти сака, ама виша сила команда, значи на сила се го направи. И немаше тука. Само не знам зашто каква политика се води во светот да се прави на некои фашистски, непријателски, што не само тие на македонците непријатели, си се непријатели и на албанците. Што мисли на албанците, Арони е на албанците. Да се прави кавга некој неред, што знаеш што ќе биде? Ќе дадат там на некој хоштапер да владее. Кој даде? Ова беше вашиот став. Јас многу ви благодарам за јавувањето. Го запишавме и вашиот бумбар. Се согласувате со македонскиот манифест, кој што преку проглас, кој што го испрати и до председателот на државата, вели прифаќањето на албанската платформа би било веле предавство за која и партија да се работи. Продолжуваме понатаму, колку што можам да забележам, настанот во водство е првиот предлог. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден. Повелете, со кого имам чест? Добре ни дојде Тање после толку години. Дедо Љубе на телефон од Велес. Дедо Љубе, драго ми е што ве слушам. Повелете. Абе, кај беше досега, бе, Соцке? Тука бев. Добро. Сега вака, македонскиот манифест е за поздравување. Тој не само што ќе спаси Република Македонија, него сите балкански држави. Платформата албанска е штетна на прво место за албанскиот народ и двете држави Косово и Албанија. Непромислено направена на брзина, дали толку они наивни излегува еден Заев да избуца, да ги сплесне, да бараат нешто што не држи. Еве зошто, нека стават, ако не сум во право еве. Ами сега ги освестија сите држави во светот што имаат прелеано народ од едната матична држава во друга, ами сега ќе бараат и во Албанија грците, македонците, власите, па Албанија матичната држава на нашите милени албанци, кои јас сум пријател на албанскиот народ. Од Албанија зимам пензија, оштета, они имаат работи убави, што изгласаа закон за злосторствата правени од комунизамот, а и точката што ја бараат кај нас од 12-та година до 56-та држи, тоа треба да го прифатиме, ама двојазичен јазик е штетен. Они дали мислат дека нивната нација со тоа ја уништуваат? Во Албанија ќе треба да биде тројазичен, во Косово двојазичен српски, во Бугарија двомакедонски, во Грција. Па овие луѓе, овие партии
дали се свесни дека сами си ја сечат гранката кај што стојат? Не е тоа вистина дека се плашиме. Нека бидат разумни, нека ја полечат, ама гледам се тегават албанскиот народ. Не може да свати Ахмети наоѓа рачки мани за тоа да пропадне, ама им е тешко отворено да кажат дека не вреди. Абе, кај го најдоа тој Заев наш? Сега тој во Куманово го судат. Дај Боже да се спаси, че го судат од неговата партија. Тој адвокатот што му дале снимка од овие бомби што биле и го зафркавале во Бихачка, сега он ги тужи и сега он ќе биде осуден, еве ќе видите, ќе оди в затвор. Партијата СДСМ ќе се распарчи до 10 март, ќе се прелеат во ВМРО ДПМН 15 пратеници. Ќе биде широка коалиција влада, Македонија оде напред. Браќа албанци, не се лажите, вие само гледате дека за вас да биде арно. Сакате да извадите очите на Македонија, ама си ги вадите и вашите очи. Тука да застанеме, Дедолюбе, ви благодарам многу за јавувањето. Кажав по една минута, ајде како за прва емисија, нека биде малку и подолго, не само за вас и за останатите гледачи. Мислам дека е време малку внимание да му посветиме на Facebook профилот на телевизија Нова, бидејќи еве и тука имаме, значи, коментари и црни бумбари, еве колку што можам да забележам, црн бумбар, единица стои, веројатно за првиот настан, и знам дека овие настани ќе бидат вбројани во она конечна листа, токму така. Мирослав Микифор Спировски го дал црниот бумбар. Честитки за емисијата добивме од Здравко Китановски. Благодарам, Здравко. Се надевам и ќе ни се јавите, а се надевам дека и ќе гласате. Темите ви се достапни, на пост ги имате на Facebook. Можете да го користите и Твитерот, а доколку посакате и да се видиме, може да оставите во инбокс ваш скајпник, скајп име, и едноставно ќе ви завртиме и можеме да се слушнеме. Македонскиот манифест настан во водство, 5 јавувања на оваа тема, води по бели бумбари, бидејќи 3 од 5 се бели, 2 се црни. Се уште немаме јавувања за критиките до американската амбасада, изразени од конгресменот Франкс, за финансирањето, за истрагата околу финансирањето на институции врзани, организации врзани со Сорос. Добар ден! 240-2005, 240-2002, кој ни се јавува? Добар ден! Добар ден. Со кого имам чест? Се јавувам од Гостивар. Гледач од Гостивар, повелете. Зашто се одлучивте? Кој е настанот на денот? Се одлучивме за црн бумбар. Црн бумбар, зашто? Црн бумбар против македонскиот манифест. Зошто е црн бумбарот? Јас мислам дека црн бумбар е, бидејќи и претходниот гледам нешто, сака да ни објасни, ама све тоа е без залуд. Јас мислам дека македонскиот манифест треба да се заминава со други работи, а не со да каже какво е албанската платформа. Ја не сум против македонскиот манифест, но мислам дека албанската платформа некако македонците особено го сватија некако како да се распаѓа Македонија, како да нема више Македонија. Јас мислам стат во погрешна насока. Јас барем така мислам, не сакам да ме погрешно сватат. Тоа ќе биде се? Не, јас мислам ова не е на вид на вели предавство, но и Зоран Заев не е крив. Затоа не знам зашто сте запнале по Зоран Заев. Тој не ни предложи сам на албанците. Која предложи? Значи, тоа е платформа на сите албански партии, фактички. Јас мислам дека не е тоа нешто да спорно да биде. Ви пречи ли што таа албанска платформа не беше креирана, подпишана во Македонија? Туку во соседна држава, во Албанија? Јас одговорно ви тврдам, како албанец, дека не е подпишана и не е надметната од страна на Република Албанија. Да бидете сигурни дека Еди Рама не е тој што го крои ова платформа. Може би треба малце да обрнете внимание на
амбасадите, на конгресмените, на другите, не овај што вели дека има критик кон Македонија, но треба да се внимава во другите од Европската Унија што идат луѓето. Значи, мислам дека тие го палат ова работа. Јас не мислам дека Низијадин Сева, ни Али Ахмети не се такви луѓе што мислат дека треба се да биде, све што бараме да се освои. Разбираш? Јас мислам дека платформата не е некој вид како ултиматум за Македонија, пример, или да биде, или да не биде. Јас мислам, овие права, не права, него ова е граѓанска држава. Сите треба да збориме на тој јазик како што ни е мајчин јазик. Сите малцинства. Да. Добро, ви благодарам. Поздрав до вас, беше тоа гледачот од Гости Варчина. Ајде да го погледнеме повторно постот кој што го имаме, постовите кои што ги имаме на Facebook. Да видиме што се вели. Бел бумбар за првиот настан. Го запишуваме. Многу поздрав до мене, благодарам. Најдобрата телевизија на балконот, вели, комплиментите, да се заблагодарувам во име на целата телевизија. Еден црн бумбар за првиот настан и уште еден бел бумбар за првиот настан. Да, може и вака, значи без коментар, може и коментар. Ќе го прочитаме. Бумбарите, еве ги веќе, 9 за првата тема. Се уште нема јавувања за конгресмен Франкс, критики до американската амбасада. Македонскиот манифест, кој што со проглас вели албанската платформа, односно незиното прифаќање би било веле предавство. 240-2005, 240-2002 напред ако не ни се јавувате од Скопје или се јавувате од мобилен телефон. Добар ден. Добра вечер. Или добра вечер веќе, можеби овде во студиото е светло. Здраво, Тања Тале, овде кod Прилеп. Мило ми што си вака повторно во ваквите емисии. Благодарам, Тале. Една достојна, свесна македонка која и демократ човек кој ќе дозволи секој македонец во своја Македонија македонски да се искаже некако по другите телевизии вакви слични емисии за чудо во своја Македонија. Македонецот е најмногу цензуриран, со месеци забранувано да се јавува, а оние кои плукат по наша Македонија се најпривилегирани во слични вакви емисии по други телевизии. Мило ми е што си... Ви благодарам за комплиментите. Тале, зашто се одлучивте? Јас сум забил, значи, бумбар за првата точка, нели? Македонскиот манифест, ваш избор. На Македонскиот манифест против албанска платформа. Да ги поздравам сите албанци во Македонија и да им кажам една работа. Јас како македонец никогаш не би прифатил моите македонци во Албанија да изгласаат македонска платформа, значи во Албанија, велам, значи како малцинство македонци во Албанија, во која платформа би стоело Албанија да си го смени името Албанија, да смени знаме, да смени химна, да се прогласи, значи, двојазичност во цела Албанија, сите албанчине да учат македонски јазик, значи, во цела Албанија. Јас како македонец таква македонска платформа во Албанија никогаш не би поддржал. Пошто шо мора да учи некој, не знам, некој албанче некаде каде што нема македонци во Албанија, што да учи од градинка македонски јазик кога нема потреба, така на некој начин. Сега, значи, ме чуди една работа, значи, кога имаат некоја мерка на барање од Македонија, комшите, значи, тука да речам, со граѓани албанци, кога, значи, се бара менување на името Македонија. Значи, а јас да побарам од нив, ај сменете вие знаме, сменете ваше име, како албанци, како ќе реагирате тогаш? Сигурно ќе ве боли вас. Како викаат старите кај нас овде една поговорка, 100 стапа на туѓи грб нема да ве болат, ама еден стап на ваш грб тогаш ќе ве боли сигурно. Ајде, за пример, вие први, сменете ваше знаме, сменете ваше име како Албанија, химната ваша на Албанија, сменете ја. Ама ќе ве боли така јас, ако кон вас тоа исто го побарам, но во таа ваша платформа такви барања има. И мене жал ми е што, но сепак да кажам искрено, значи искрено велам дека не е проблемот кај вас. Поголем проблем е кај овие, за жал велам, со големо жалење кажувам, од родени мои со македонци, значи сонародници кои немаат чувство за свое, па се македонско предаваат, нудат во Швајцарија албанизација на цела Македонија без око да му трепни, а на тие си да му спомниш македонска платформа, како значи на македонска партија СДСМ, тие право се најголеми душмани за македонска платформа. Затоа велам дека, дај Боже, да имаме, значи, почит едни кон други,
И така, поздрав до Муслим, кој се јави прв, кој кажа дека не му пречи на македонски да зборува било каде и да појди, па во тоа е проблемот. Што е сега проблем ако појдеш и во Германија, ако зборуваш на германски јазик било каде во Германија? И тому да барате двојазичност во цела Германија или во цела Швейцарија? Не го бидува. Се најубаво, поздрав, фала за се. Ви благодарам, Тале, за јавувањето. Вашиот бил бумбар во знак на поддршка на македонскиот манифест е веќе запишан и да ве известам дека настанот е во водство. Иако ја имате сликата, ги имате бројките и бумбарите и на самиот екран. Да видиме што се случува на нашиот Facebook. Бел бумбар за првата тема од Борис Чешларов. Благодарам, Борис. Бел бумбар за македонскиот манифест, уште еден и честитки за емисијата, уште еден бел бумбар од Никола Милошевски. Ви благодарам на сите што пишувате, можете и да коментирате. Вашите бумбари еве сега ќе бидат запишани и вбројани, за кусо време веќе ќе можете да ги видите во табелата и ќе имаме реалната слика за тоа кој е настанот во водство, што најмногу ви предизвикало внимание во изминатите 24 часа. Продолжуваме со телефонските јавувања 2402-1005, 2402-1002. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува, повелете? Вака, гледачка од Скопје, поздрав до вас, до емисијата. Благодарам. И баш се радувам што повторно ќе гледаме бумбар, не подсетува на времето кога беше. Јас се радувам што повторно ве слушам, исто така. Така. Вака, сега значи бил бумбар за албанска платформа и ќе кажам зошто е велепредавство. За македонскиот манифест давате, така, за прогласот. Значи бил бумбар за македонскиот манифест. Добро. Значи не се работи овдека за употреба на албанскиот јазик. Дали документот ќе биде преведен или не преведен, тоа институциите ќе си работат како што си работат од сега и се. Но што е основно за еден народ, за неговото постоење? Јазикот. Така зошто бараат употреба на албански јазик на цела територија, односно официализирање. Кога вие на еден народ ќе му дадете да го користи, односно ќе се официализира, значи ќе биде користен на целата територија на Република Македонија, вие тогаш треба да му обезбедите градинка, училишта, школство, значи и со тоа што овозможувате? Овозможувате населување. Значи веќе кога ќе има услови каде што своите деца ќе ги носат во градинки, значи ќе има школство, јазикот значи ќе се користи, тогаш се населува на целата територија на Република Македонија. И тука лежи зајакот. Значи не во кантони. Кантони тоа го определувате, го ограничувате користењето. Значи сега говориме за цела Македонија. Затоа треба да се размисли зошто ние сите говориме дека ова е велепредавство. Но и самата кантонизација како концепт е многу повеќе, но ќе оставиме некој друг ако сака да зборува за тоа. Тука лежи суштината. Значи суштината тука лежи. Јас толку, нека биде толку. За другите гледачи пријатно. Благодарам за ова ваше прво јавување во бумбар на телевизија Нова. Запишан ви е бумбарот, го вбројуваме и продолжуваме понатаму со следниот гледач. Ало, добро вечер. Здраво, Македонијо. Повелете. Ошчивка Врако Венцислав, центар. Повелете, господин Венцислав. Повелете. Поздрав до првенецот. Едино што фалеше на Нова беше граѓански во парламент. Еве го, сега и овде. Граѓанинот е жив. Граѓанинот одлучува за својата судбина, одлучува за Македонија. Токму затоа и постои оваа контактна трибина. Со вториот предлог од самите американски конгресмени, не е само овој, още 5 има, се решава проблемот на Македонија, на маките на Македонија. Бидејќи Бейли лаже, се докажа на ТВ Сител, имаше интервју. Во истиот момент, после него се јавија америчките амбасади во конгресмени и кажаа дека никакви одговори не добиле. Тука лежи се што треба еден паметен човек да размислува. Тоа ќе биде бел бумбар за вториот предлог. Кај државниот, само момент, ќе поведат постапка кај државниот ревизор и наскоро кога ќе стигне комисија за работењето овие денови и наредните, за работењето на Бейли и на Балканот ќе се скратат. Проблемот е во американската амбасада на Кале. Сите работи, сите вие злонамери, сите вие
работи да се разнебити Македонија ќе се решат. Благодарам многу и успешна Поздрав, работа. господин Венцислав. Поздрав до вас, поздрав до сите штипјани кои што во моментот не гледаат. Продолжуваме со следен гледач. Добар ден. Или добро вечер, како сакате, повелете. Ало, добро вечер, Тања. Добро вечер. Добро си дошла во емисијата Бумбар. Добро нашла во секој случај. Да е со среќа, да се знае дека сме чисти македонци. Димче од Бутел се јава од социјалните тање. Повелете, Димче, зашто се одлучивте? Вака, бел бумбар давам. Зашто? За првата тема, да им кажам, јас живеам во Бутел со албанци. Тоа е чисто велопредство. Дека така да не продадат над македонците. Али да им кажеме, дека ние македонците, каде да сме македонци ќе бидеме. И како македонци ќе умреме. А тоа они што бараат двојазичност, територии, тоа нека сонуваат. Кој сака нека живее у Македонија, кој му се живее нека живее. Ако не, парталите у Косово и во Албанија нека се одат. Јас живеам у Бутел, каде што има и албанци, и роми, и се. И ја и со албанци сум правил мовет. Мене не ми треба вика двојазичност. Јас сум роден во Македонија и нацијата ми е албанец. Ама се осеќам како македонец ми вика. Верувате дека сите македонски албанци не го делат позитивното мислење околу оваа албанска платформа? Да, Тања, никој не е точно. Тоа е, кај мене у зградата има две фамилии, еве, сега со нив правам, вика, мене не ме интересира, вика, ни двојазичност, вика, јас сум Македонија роден и македонец сум. И гласам, вика, нон-стоп, вика, гласам за ВМРО, да ПМНЕ. Да им е јасно и гласно на сите македонци. Да не се плашат, да не се имаат никакво од заканување, да се бидат македонци. Благодарам, Димче. Благодарам, Димче, за јавувањето. Јавете ни се повторно, емисијата оди секој работен ден од 18 часот, најактуелните теми, најатрактивните настанот во водство за денес Македонски манифест, кој што порачува дека прифаќањето на албанската платформа би била велепредавство. 240-2005, 240-2002. Добар ден. Ало. Со кого имам чест? Добро вечер, Зања. Добро вечер, повелете. Вака, јас логично и нормално е да дадам да речем за манифестот дека велепредавството на албанската платформа. Не се само албанците вклопени во тоа велепредавство. Господинот Заев јавно кажа, па после ретерираше пред избори и сето тоа така. Не се случува проблемот од пред 2 години, као држте го крадецот, а светската агенда, мислам, со странски сили по дипломатија и по воен пат видовме нели Куманово што се случи. Него меѓу албанците срце имаше на ДПА Тачи. Он ги објави прво пораките телефонски по СМС, каде што Заев го замолува да разговара дека одстрана од надвор го спремаат за премиер и дека нешто ќе се случува во Македонија. Човекот јавно ги објави. Верувам, не се монтажа како неговите бомби на Заев. Он зборуваше во Швајцарија за кантонизација, го спомнува рамковниот договор и сите гледам го спомнуваат рамковниот договор. Рамковниот договор не постои. Он со 9 амандмана се предочи во Уставот и стана во граѓанска опција за сите права, за да речам со пописот натурен од Солана, ама тие права се дадени и веќе нема што да се враќа назад. Кога веќе говориме за... Дали ме слушате? Да. Кога веќе говориме за македонскиот манифест, господинот Ефтим Клетников, кој што е дел од овој манифест, дел од интелектуалците кои што го потпишуваат, вели албанците не сакаат попис, а сакаат воведување на двојазичност. Што велите вие на таа тема? Нема ништо да сакаат, не сакаат, ние не сме подвоени. Оваа држава си има устав, си има закони и попис мора да има. Добре. Мора да има попис. Него друго е работата. Пописот ќе ги содржи. Колку они да го бойкотираат и не знам што да прават.
веќе заврши поддршката од страна на албанците во Македонија преку некои клинтоновски фатаморгани за големи држави. Тоа е завршена работа. Јас ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, се најубаво. Следете состојбата до крајот, бидејќи настанот за кој што гласавте е во водство. Добро вечер, добар ден, повелете. Добро вечер. Со кого имам чест? Со Иван од Франција. Повелете, Иван. Добро, само прво се извинувам ако не зборувам добро македонски, ама добро. Само што сакам да кажам дека ние татко ми и мајка ми македонци се многу сме шокирани со ситуацијата во Македонија, со ова платформата. Тоа е албанизацијата на Македонија. Ја мислам дека само малце треба македонскиот народ малце да се разбуди, да престане да дреме и малце да протестира против овие предавници од СДСМ. Само тоа сакам да го кажам. И дека многу ни е жал таму, и правиме све што можеме за да помагаме на Твитер со американците, со све што прават против Македонија. И само сакам порака до македонците да се само да се разбудат малце и да протестират против тоа. Иван, да сумираме, бумбарот каква боја и за кој настан? Јас сум за македонскиот манифест. Јас сум против албанската платформа. Ви благодарам. Бел бумбар запишуваме. Поздрав, Иван, јавете ни се повторно. Да видиме што се случува на Facebook профилот на телевизија Нова. Дејан Димовски, бел бумбар за првата точка за македонскиот манифест. Драган Марковски, бел бумбар за предлогот број 1. Ангелко Богоев Грозданов, исто уште еден бел бумбар за предлогот број 1. Во меѓувреме, што вели математика, 404 врз 23 по 100, 17%, тоа е процентот кој што е на албанците во Македонија. Ова апропо пописот, веројатно. Добро, продолжуваме понатаму. Добар ден, кој ни се јавува? Тања, добро вечер. На Facebook да коментирате. Добро вечер. Боне од Битола. Повелете. Бел бумбар за првата тема. Запишуваме, ќе ни кажете ли зошто? И сега ќе ви кажам зошто. Треба да седни овај македонскиот манифест, да направи устав, да ги прибери најдобрите стручњаци, да направат граѓански устав, добре. А се што ќе побарат албанците, реципроцитет во Албанија и Косово. Ни помалце, ни појќе. Ни А, ни Б. Него едно. Па да видиме сега како ќе реагират албанците на овај предлог. Пријатно до гледање. До гледање, до слушање, односно утре 18 часот веќе повторно можеби. Добро вечер за следниот гледач. Кој ни се јавува? Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Со Перо Спасовски. Господин Перо, каков е вашиот избор? Каков избор, девојче? Ние сме македонци, нема избор. Добро. Не може 10 пратеника албански да ја тероризираат Македонија и сите македонци во Република Македонија. За жал, они се добро платени. Овие 10 години по 60.000 има плата. И сега ја држат у заложништво цела Македонија. Каква албанска платформа? Ние македонците дека не се сплотиме партиски, све што е добро во двете македонски партии, да излезат на протест, да искочиме, а не преку телевизии, преку манифести, се вуват луѓе од цел свет. Сите се загрижени, само нашите представници дебело платени тие во Ману. Само еден Добро, вашиот протест еве и преку ова јавување можете да го искажете. И заштитени како бели мечки, некои наши академци, нека дадова еден збор за Република Македонија. Ова е најважното нешто од осамостувањето, од 8 септември, од кога прогласивме независност. Дали мислите? Дали мислите? Ме слушате? Ве слушам. Дали мислите дека
ќе се најде политичка партија од македонскиот блок, сакам да прашам, која што би го подпишала ова албанска платформа? Не. Да станат сега старите комити. Старите комити ќе им пресудеа на нашите предавници македонски. Они знаат како се пресудува. Добро, ви благодарам. Ви благодарам. 29 јавувања за првата тема, 2 за втората. Би ве замолила да бидете побрзи, не знам уште колку време имаме, но ќе го побарам на следниот гледач да го слушнам. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден, Мир Мрома. Добро вечер. Со кого разговарам? Со Асан од Керамидница. Повелете. Вака. Пошто сум албанец, а овие бели црни бумбари, валјда ги разбира МК манифест. Македонскиот манифест е под бел бумбар, така? Македонски манифест, доколку го поддржувате, тогаш давате бел бумбар, доколку не, бумбарот е црн. Да, јас како албанец го поддржувам македонскиот манифест. Добро, запишуваме бел бумбар. Дајте ни коментар. Така, запишете. Коментар за да можеме, нели, стресот на човекот што не збореше убаво македонски, од Франција, нашиот македонец, нели, на него, да му кажам дека не се секира затоа што никој не се замара. Ова платформа и ова албанска платформа е тело на Груевски и Али Ахмети. Ниједен албанец тоа нит знае што пишува во неа, нит има појма што се случува, а нит ме интересира македонскиот манифест, само сакам да бидам дел од, нели, сите граѓани овдека што се јавија, па да не да бидам црна овце бело стадо. Како сакате? Ваш си изборот. Да, па и затоа и гласав, нели? Јас си гласав. Да, го запишавме вашиот бумбар, а го слушнавме и вашето размислување. И ова сакам да кажам дека потекнува корења има од самиот првиот момент кога седеа во владата на Република Македонија во канцеларијата Зоран Заев и господинот Никола Груевски, кога на зборовите на Зоран Заев, господинот Груевски му поверува дека се странски служби и он искочи со тоа, нели, 2-3 месеца не малтретира странски служби, па жолти комбиња, па не знам што, па Сорос, па се заборави Сорос, сега албанска платформа, па подпишано, као ние немаме писмени луѓе, да ги подпишеме тука, не го подпишуваме таму во Албанија, нели? И дрнјариња, доста се мафта овој народ, доста си тераме платформи, сакаме да живееме. Ова е дело на Али Ахмети заедно со Груевски да тераат време, да купуваат време. Ништо понатаму и нека не ме брка мене никој од оваа држава, ни тој од Прилеп, ни тој од Штип, ни тој од Путел. Можат слободно да се одат кај сакаат. Ви благодарам, тука никој никого нема да избрка. Ви благодарам за јавувањето. Ве поздравувам и белиот бумбар стои запишан. Добро вечер. Овој гледач се исклучи, да, можете и само да гласате, не мора коментари, значи можете и да се јавувате, да оставите бумбар, а во режија ќе биде запишано. Можете секако да пишувате и понатаму на ѕидот на Facebook, ѕидот на телевизија Нова, на Твитерот. Добро вечер. Дали имаме гледач? Да видиме и што се случува. Гледач, добар ден. Или добро вечер, како повеќе милувате. Да, прво сакам да ја поздравам емисијата. Јас ве поздравувам вас лично. И така, јас ќе зборувам за првата тема за албанската платформа. Така, македонскиот манифест, албанската платформа, односно незиното прифаќање би било велепредавство, колку се согласувате со ова? Немаше тука да се согласуваме, тоа е бел бумбар 100%. Бел бумбар, добро. Така, вака ќе кажам малце правнички од правена степен. Да слушнеме. По професија сум правник и не гледам толку политички, колку што сакам да им објаснам на албанците дека не треба да дозволат никој да ги залаже. Прво и основно, според Охридскиот рамковен договор, имплементирано е во Уставот на Република Македонија дека албанскиот јазик е службен јазик таму во тие општини кај што тие се над 20%. Над 20%, да. Така. Значи тоа е во таква одредба што е одредбата под одредбата каде што пишува дека службен јазик во Македонија е кирилското писмо и македонскиот јазик. Не може во еден устав да има одредби две и да има два службени јазика. Тоа треба да ни биде јасно на сите. Никој не смее да се повикува на договор кој што го има епитетот рамковен.
Секој договор кој што носи епитет рамковен важи во моментот се додека не се имплементира во закон или во устав. Второ, дали тие знаат дека Уставот на Република Македонија е темелот на една држава, на нашата држава и е највисок правен институт, закон од законите. Затоа неслучајно Уставот се менува со двотретинско мнозинство. Двотретинското мнозинство во Република Македонија може да се добие само со 81 пратеник. Каде имаме ние моментално 81 пратеник? Какви се овие зафрканци со месеци, со денови дека ќе се прифати платформата, дека ќе се носи од сега некој закон од ДУИ, од Алијансата, какви закони, какви бакрачи? Ни ЗАЕС, ни никој не може да го смени Уставот се додека ВМРО ДПМН со неговите претеници не гласа. А ние, на сите ни е јасно дека ВМРО ДПМН, според идеологиите и според тоа што е основа на партијата, никогаш нема да дозволи промена на Уставот кој што е против нацијата, против државата. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето. Добар ден или добро вечер за нашиот последен чинам гледач ќе биде, бидејќи немаме повеќе време. Значи, сепак нема да го слушнеме. Се надевам дека гласал пред да се исклучи. Ке сумираме, ке заокружиме, бидејќи времето не гази, а интересно беше да продолжиме барем уште малку. Го имаме настанот на денот, темата број 1, македонскиот манифест, албанската платформа, односно нејзиното прифаќање би било велепредавство. Овој став на македонскиот манифест го прогласивте за бел бумбар, бидејќи 4 од јавувањата беа за црн бумбар, 34 беа за бел. 2 бумбари добивме за вториот предлог конгресменот Франкс, критики до американската амбасада. Толку за денес го имаме настанот на денот. Започнавме со бел бумбар со поддршката за македонскиот манифест. Се надевам дека и утре ќе ве има во голем број преку вашите јавувања, преку вашите пишувања на социјалните мрежи, така што веќе утре ќе избереме нов настан на денот. Затоа бидете будни, следете ги случувањата на станите преку нашите информативни изданија, а секако можете да учествувате и со ваши предлози на нашата Facebook страница. Од мене толку за денес, се гледаме утре. Поздрав и се најубаво.